Од 40 до 50.000 денари ќе му бидат потребни на едно семејство за годинава да ја подготви и прослави матурата на своето дете. Ако некогаш со овие пари можеле да се подготви веридба со сите салтанати, денеска со оваа сума ќе подготвите просечна матура, без луксузи и без многу гости за домашна прослава. Најпрво за фотографирање за училишно табло цените се движат околу 1000 денари. Ако сакате професионална шминка, и таа ќе ве чини најефтино 1000 денари, но цените стегнуваат и до 3000 денари. А потоа следува избор на облека и обувки, според податоците на Државниот завод за статистика. Цените на обувките за само еден месец поскапеле за 2,7%. Цените на фризерските услуги и центрите за разубавување за 0,9%. Цените на ткаенините за изработка на облека и цените на рестораните за 0,8%. Со покачувањата за облека, шминка и обувки во просек ќе треба да одвоите од 10 до 12.000 денари. И овие цени се само доколку купувате во продавница. За облека подпишана од дизајнер ќе треба да одвоите и до 3 пати повеќе. Да, точно со нетрпение очекувам матурата, па јас се подготвив на начин што фустанот ми е позајмен од мојата братовчетка, со тоа што ќе има мали измени, нели, и за околу шминка и фризура ќе се шминкам сама и фризура ќе правам сама, бидејќи треба да заштедам да имам пари за прославата. Се превисоки, во глобала се за шминка каде што прашував се околу 2000-3000, така што мислам дека е премногу. Но тука не завршуваат трошоците. Оние кои можат да си дозволат ќе замина на екскурзија низ Европа. Цените за 5-дневна посета на европските метрополи чини околу 20.000 денари. На оваа сума треба да се додаде и сумата за влезови во објекти, како и пари за джепарлак. Прославата во ресторан се движи од 1500 до 2000 денари. А доколку имате можност и сакате да прославите дома со фамилијата и пријателите, најмалку што треба да издвоите за десетина луѓе се 12.000 денари. Со овие, како што народот ги нарекува луди цени, годинава со право матурската прослава може да се нарече најлудата вечер во животот на средношколците.